Последното големо слечиште кај селото Истибања на Митре Илиов комплетно му ја уништи колата. Стотици кубици земја и камења се струполиле токму во моментов, кога тој се движел со автомобилот во близина на Калиманци. Како што вели, завлакно се спасил од смрт. Имаме еден проблем. Ајде. Пред 3-4 години кога имаше слечиште на патот према Делчево, Истибања Делчево. Да. Во моментот кога се движив према Калиманска брана, се случи инцидент, се соборија камења. Добро. И додаѓа полиција, доваѓаа, записник правија, се е уред. Ама не може оштета да ми плати. Осигурањето бев, вика, тоа е, ќе имаш работа со Македонија пат. Тужба треба да правиш приватна. Големата штета по судски пат Илиов поборал да му ја надомести државата и судот донел одлука тој да добие 150.000 денари. Иако од тогаш поминале цели 4 години, Митре ниту има автомобил, ниту има пари. Сега е проблем што не може да си наплати. На извршителот вика не пуштат на таа сметка пари. Кој треба да пушти? Па од владата или Македонија пат, кој треба да пушти? Македонија пат или таа агенцијата што за одржување на патишта. Да, добра. И сега тие вработените во таа агенција што се примаат плата од Македонија пат, од таа сметка. Извршителот вика кога ќе пуштат на таа сметка, ја ќе наплатам. А никош не пуштат. 4 години поминаа. Во меѓувреме, честите одруни на овој дел од регионалниот пат Кочани Делчево, за нашиот соговорник и неговото семејство е голем проблем. Неизвестноста е присутна, особено кога Митре мора службено да отпатува до соседната македонска Каменица или Делчево. Не знае кога и колку од нестабилното земјиште повторно ќе се урне.